Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите од дома и од странските земји, нашата убава земја денеска е уште еднаш во фокусот на светското внимание. Посетата на неговата светост, првиот човек на католичката црква и на Ватиканската држава, папата Франциск, како прва историска посета на еден папа на нашата земја, е огромно признание за местото што Северна Македонија го зазеде во глобалната заедница на прогресивни земји. Посетата на папата Франциск не е резултат на митологии. Неговата посета е израз на созреано време да се отдаде признание за историските врски од раните векови на христијанството, кога папата Адријан II го благословил и осветил богослужбените книги на светите браќа Кирил и Методи, со кој подоцна извршена христијанизација на словенските народи во Европа. Низ вековите на создавање на македонската држава, нашата земја ги пренесуваше библиските пораки на надеж, утеха и толеранција и во својата современост. Ватикан, Европа и целиот свет ги припознаа вредностите, убавината на различните култури, етнички заедници и религии, што живеат во општество еднакво за сите. Distinguished citizens, distinguished representatives of the media, both domestic and foreign. Today, the Republic of North Macedonia is once again in the focus of the world attention. The visit of His Holiness, the Pontiff of the Catholic Church in the Vatican, Pope Francis, as the first historic visit of a Pope to our country, is a great affirmation for the place that the Republic of North Macedonia has within the global community of progressive countries. The visit of Pope Francis is not a result of mythologies. His visit is an expression of the fact that it is high time to acknowledge the historic relations from early centuries of the Christianity, when Pope Adrian II blessed and consecrated the religious books of the Holy Brother Cyril and Methodius, which were later used to spread the Christianity of the Slavic people in Europe. The Republic of North Macedonia, throughout the centuries of creating its statehood, but also in its modern times, shared the Bible messages of hope, solace, and tolerance. Vatican, Europe, and the whole world recognize the values, the beauty of different cultures, ethnic communities, and religions that live in one society equal for all. Светата литургија, со којата папата Франциск ги благослови католичките верници и сите граѓани со добра волја, е израз на почит на заедништво меѓу народите на нашата земја, која го негуваме со векови. Тоа е силен поттик и поддршка за сите нас. Тоа е порака што до светот денеска беше пренесена од стотици новинарски и телевизиски екипи што на овој историски ден беа во Северна Македонија. The Holy Mass, where the Pope blessed the Catholic believers and all citizens in good faith, is an expression of respect for the unity between the people of our country, which we nurture. This is a strong motivation and a support for all of us. This is a message that was broadcasted to the world by 100 journalists and TV media who are here in North Macedonia for this historic day. Не помалку важно е што денеска Република Северна Македонија и нејзините граѓани, освен гордоста за искажаната чест што папата Франциск ја посети нашата земја, покажаа и дека имат капацитети да ги направат сите подготовки за да дочекаме еден од најзначајните светски лидери, духовник и инспирација на милиони верници и граѓани со добра волја. Last but not least, the Republic of Macedonia and its citizens today take pride for the honor done by Pope Francis' visit to our country, but also they take pride in the fact that we showed that we have capacities to prepare and to welcome one of the most significant world leaders, a spiritual man and an inspiration for million believers and citizens in good faith. Нашиот народ ја има волјата и ја следи мисијата на мајка Тереза. А тоа денес си го потврдивме со овој величествен настан на заедништво, на кој се среќаваат различните заедници од нашата земја со врвниот авторитет, папата Франциск. Благодарам.